Благодарам, председателе. Оваа точка на дневен ред е од суштинско значење. Изминативе месеци сме сведоци дека Скопје се гуши во смет и во ѓубре. Јас лично не го паметам Скопје дека некогаш било прљаво од ова што е изминативе месеци. Меѓутоа, во однос на оваа дополнителна програма која што се нуди како решение за овој суштински проблем на градот Скопје, сакам да обрнам внимание на два суштински елементи. Едниот веќе го начнаа моите колеги, а тоа е дека оваа програма која што во суштина се гласа во декември, значи се гласа малтене на иста седница која се гласа буџетот за наредната година, се надеваме дека ќе се изгласа денеска, меѓутоа тоа е 9 месеци покасно. И мислам дека и со изгласувањето на оваа програма сега, на 29 август, дека суштински ќе се реши проблемот со ѓубрето во град Скопје е многу тешко, речиси невозможно. Меѓутоа, вториот проблем кој што сакам јас да обрнам внимание е многу покомплексен и посуштински, и за него јас и моите колеги кои што сега се пратеници во Собранието на Република Македонија алармираме веќе 3 години од оваа говорница, а тоа е сезонското вработување на работници во комунална хигиена. Ако ја погледнете програмата, ќе видите дека ова вработување на овие 120 сезонски работници, кои што се нудат како спас и како решение за проблемот на градот Скопје со сметот и со ѓубрето, се вработуваат сезонски, и тоа од 1 септември до 31 декември. Значи се вработуваат само за 3 месеци. За овие 3 месеци ќе земаат 25.000 плата и персонален данок. Немаат стаж, немаат засновано работен однос, немаат никакви бенефиции кои што им следуваат по закон за работни односи. Јас сега сакам да поставам прашање. Што ќе се случи после овие 3 месеци? Еве и 4 колега нека видат. Што ќе се случи после овие 4 месеци? Повторно ќе зависиме од волјата на некоја советничка група, на некои советници, на некои политички лидери кои што ќе треба да ги замолуваат советниците да гласаат за програмата. Значи, не може вакви, вие суштинските проблеми, стожерот на предпријатијата, на јавните предпријатија, работниците, оставате да зависат од волјата на поединци. Значи, ние цело време, како работничка партија, апелираме дека е суштинско важно сите вработени и сите работници во јавните предпријатија, сите јавни предпријатија, не само комунална хигиена, да заснуваат работен однос на неопределено време и да не се доведуваме во ситуација вака Скопје да ни се гуши во ѓубре затоа што нема работници кои што ќе го соберат ѓубрето. Значи, мислам дека за изминативе 2,5 години цело време го повторуваме истото. Се одважи само една јавна предпријатија, чинам дека тоа беше Паркови зеленило, кој што претходниот директор го слушна нашиот апел и ги вработи сите сезонски работници кои што претходно беа вработени сезонски, ги вработи на неопределено време. Меѓутоа, еве, уште еднаш ги повикувам сите јавни предпријатија да се одважат и да ги вработат сите клучни работници на неопределено време, со цел не само на работниците да им следуваат сите бенефиции, затоа што и овие луѓе се луѓе, значи замислете вие да ви се продолжува работниот однос на секои 3 месеци. Значи, и на овие луѓе им треба сигурност, на овие луѓе им треба утре ден да земат пензија, им треба здравствено осигурување, пензиско осигурување, а исто така на јавните предпријатија им треба континуитет во работата. Не можеме секои 3 месеци да зависиме од волјата на некоја одредена политичка структура, особено па ако се водат вакви деструктивни политики како што во моментот ги имаме во градот Скопје, тогаш тешко на Скопје и на скопјани со ваквите политики. Уште еднаш апелирам, значи сменете ги политиките во однос на работниците и вработете ги работниците на неопределено време. Ви благодарам.